Авторскиот труд, музичкиот инструмент кемане во Македонија на магистер Горан Ангелов, доцент на Факултетот за музичка уметност при Универзитетот Гоце Делчев од Штип, ја доживеа својата промоција во Кочани. Станува збор за книга од етномузикологијата, односно етноорганологијата, која се занимава со изучување на музичките инструменти. Во неа се сублимирани многу податоци за музичкиот инструмент кемане, кемене или гусла, како што се нарекува во различни региони во Македонија. Инструмент што е претежно застапен во североисточниот дел на државата, односно во областа каде живеат шопите, рече авторот. Ова книга ќе го представи овој инструмент не само во Македонија, туку и на широката јавност надвор од границите, бидејќи представува еден автентичен, стар инструмент кој што за жал се негува во многу мала бројка во последните години. Се надевам дека самата книга ќе биде и стимулација, односно ќе стимулира понатаму и некои млади да земат да го изучуваат овој инструмент, покрај они кои веќе свираат и кои го совладале свирењето на овој инструмент. Во книгата на Ангелов има опфатено и поглавје во кое се дадени конкретни податоци за изработката на инструментот, што според авторот ќе даде придонес во неговото зачувување, но и за продолжувањето на фолклорната традиција. Благодарејќи на добрите наши стари инструменталисти, свиречи нови инструменти, кои што беа многу стрпливи, нивното стекнато знаење од постарите, од повозрасните, од нивните претходници, дедовци и прадедовци, има многу позитивна енергија да нивното знаење го пренесат на мене како автор, како истражувач, а сето тоа да јас да го заокружам преку еден научен труд. И се разбира, морам во ова прилика да го поздравам и човекот кој што е тука, Драги Атанасов од Кочани, бидејќи сме во Кочани, кој што има голема улога околу ној органолошки дел, односно целиот процес на изработување на инструментот кемане. За трудот на Ангелов на промоцијата зборуваа Зоран Малинов, директор на Институтот за фолклор, Марко Цепенков од Скопје и Родна Величковска, етномузиколог. Промоцијата на книгата беше дел од содржините на годинашната манифестација Петровденски конаци, што завршува викендов.